Во екот на сезоната на матурските прослави во Скопје владее позитивна атмосфера, бидејќи матурантите се ангажирани околу подготовките за матурската забава. На матурската прослава матурантите средени и модерни, но џебовите на родителите се празни. Денес матурите се навистина гламурозни и скапи настани, за кои родителите, но и учениците воопшто не штедат пари. Од година на година настаните чинат се повеќе, а на облеката и шминката им се посветува огромно внимание. Најмногу средства се трошат за изгледот на матурантите, односно кај момчињата за костим, кошула и обувки, а кај девојчињата мора да се потроши многу повеќе, бидејќи им се неопходни пари за шминка, фризура и различни модни додатоци. Цените варираат во однос на тоа каков бренд е облеката, во кој салон се прави фризурата и кој шминкер ги шминка матурантките. Некои матуранти изнајмуваат и лимузини и скапи возила за да се појават на настанот и гордо да продефилираат. Секако, главниот трошок го имаат родителите на матурантите, бидејќи тие не штедат при исполнувањето на желбите на децата, но секако тоа се прави и во рамките на нивните можности. За одбележување на матурската прослава за некои родители е доволна една просечна плата, но за други тие пари се доволни само за фустан и шминка. Според родителите кои имаат матуранти, најефтино мени во хотелот чини 800 денари, 1000 денари за фотографирање и уште 1200 денари во дискотеката по свеченоста. Околу гардеробата цените на фустаните изнесуваат од 3000 до 20.000 денари, ако се купи готов, а доколку се одлучи да се оди кај шивач, цените изнесуваат од 100 до 300 евра. Во зависност од тоа во кој козметички салон се прави шминкањето, тоа може да се движи од 700 до 1500 денари, а исто толку треба да се издвои и за правење ногти. Чевлите исто така може да бидат скапи, но се дел од целосниот имидж на матурантите, па така тие може да чинат до 2000 денари па нагоре. Чевлите исто така може да бидат скапи, но се дел од целосниот имидж на матурантите, па така тие може да чинат од 2000 денари па нагоре до 15.000 денари. Ништо помалку не ги чини ниту момчињата. За нив е важно каков костим ќе одберат, дали ќе биде брендиран, а тој може да чини од 7000 па нагоре, кошула плюс, вратоврска и други додатоци. Според кажувањата на матурантите, некои сакаат матурската прослава да ја поминат гламурозно и скапо, а други пак сакаат да поминат поскромно, не се расфрлаат многу и сакаат летово да отидат на убав одмор. Матурската прослава со роднините и пријателите некои ја слават во кафана, а други пак гостите ги пречекуваат дома. Родителите сакаат да им овозможат се на нивните деца, па често се случува и да се задолжат, со цел да помине се во најдобар ред. Во последните неколку години, поради големите трошоци за матурантите, се појавија и граѓански здруженија што собираат средства за матурантите што немаат доволно пари соодветно да се подготват.